Почитувани сограѓани на општина Кавадарци. Јас сум Верица Арсова, кандидат за градоначалник на општина Кавадарци од политичката партија ТМРО, со листа за членови на Советот под број 10 со носител на листа Здравко Бошков. Ние како представници на политичката партија ТМРО имаме програма и агенда за локалните избори кои што ги опфаќа сите категории на граѓани од општина Кавадарци и нудиме решенија за проблемите на граѓаните од секојдневието. Граѓаните на општина Кавадарци заслужуваат да живеат во една современа општина со современи услови за живот во која ниту една категорија на граѓани нема да биде занемарена. Затоа гласај за урбанизирано Кавадарци, за еколошко чисто Кавадарци, гласај за заштита на животната средина, за заштита на социјалните категории на граѓани и за унапредување на младите таленти. Гласај за изградба на нови регионални градинки, за обновување и одржување на зелените површини. Затоа што нашата основна цел е силен поединец, силно општество. На граѓаните на општина Кавадарци им потенцираме дека ќе работиме заедно на наше заедничко унапредување за еден подобар и поквалитетен живот на сите старосни групи, затоа што Кавадарци може, знае и умее. Сакаме да ви ја представиме нашата програма, која што се однесува на напредување на животот на поединецот и напредување на животот на граѓаните, односно што е она што ние можеме да направиме за наше целосно унапредување. Ке се залагаме за комунална санација на атмосферската канализација, односно на колекторите во Марена, Глишик и на реката Луда Мара. Ке се залагаме за водорамност на шахтите со асфалтот, од причини што во Кавадарци нема ниту една шахта што е водорамна со асфалтот. Ке се залагаме за изградба на велосипедски патеки и за оспособување на тротоарите за млади мајки со колички. Во однос на младите и спортот, ке се залагаме за унапредување на индивидуалните таленти, односно нивна промоција во земјата и во странство и нивна финансиска поддршка. Во градскиот парк ќе ги обновиме зелените површини, ќе ги одржуваме со редовно одржување на постоечките детски катчиња во градот и нивни редовен надзор. Во однос на пензионерите и нивните проблеми ќе дадеме голема поддршка, односно изградба на старечки дом и рекреативни центри за активности на пензионерите, а објектот Винска куќа кој што се наоѓа на градскиот парк ќе им биде даден како место за рекреација и тимски игри за време на летниот период. Ке се залагаме за изградба на нови регионални градинки со потребен капацитет, од причини што сите знаеме дека во општина Кавадарци капацитетот на градинките е навистина многу мал и нема место за едно 500 до 1000 фамилии кои што нема каде да ги сместат своите деца. Исто така големо внимание обраќаме и на социјалната категорија на граѓани, односно ќе се залагаме за унапредување на социјалната категорија на граѓани, за вработување на барем еден член од нивната фамилија, како и унапредување и залагање за лицата кои што се жртви на семејно насилство, за самохраните родители, лицата погодени од елементарни непогоди. Ќе го решиме и проблемот со зонското паркирање, како и ќе обратиме големо внимание во однос на непотизмот и тенденциозноста за издавање на тендери, односно ќе бидеме противник на урбаната мафија. Во однос на градскиот базен ќе го решиме проблемот со изградба на аквапарк, односно повеќе да не биде тоа дискотека, а дискотеката ќе ја пренамениме на градскиот парк, односно во местото Ла Луна, кој што веќе долго време објектот стои така празен, за да може да се избегне гужвата на лицата на граѓаните на град Кавадарци кои што живеат во тој дел. Исто така ќе го решиме проблемот и со кучињата скитници, односно ќе воведиме ветеринарна и шинтерска служба за конечно решавање на овој проблем, каде што ќе бидат сместени кучињата скитници во кафези, каде што ќе бидат редовно хранети и вакцинирани. Исто така се залагаме и за изградба на јавни тоалети во општина Кавадарци, како и јавни тоалети во градскиот пазар, кои што знаеме сите дека се во целост руинирани, како и враќање на стариот карактер на манифестацијата Гроздобер. Почитувани сограѓани на општина Кавадарци, ве повикуваме на 15 октомври да гласате, да заокружите број 10, да гласате за младоста, да гласате за иднината, затоа што Кавадарци е силен град, Кавадарци може и знае. Исто така сакам на граѓаните на општина Кавадарци да им го честитам и денешниот празник 11 октомври, денот на народното востание.